Во атарот на селото Бразда на половина пат кон спортскиот аеродром Стенковец стоја трагите од запалениот автомобил на монструмите кои ја убија 14-годишната Вања Ѓорчевска. До местото може да се стигне исклучиво по каллив, земјен пат кој малкумина го знаат. Дури и мештаните од Бразда не ја знаеа точната локација. На локалниот пат кон селото Бразда нема многу сообраќај и на две места има исклучување кое води кон локацијата каде што е оставен и запален автомобилот. Ова е патот по кој се движат монструмите со Цитроенот. Во багажникот е врзаното и приплашено дете. Планот им е веќе изјаловен и решени се да ги скријат трагите. Решени се повторно да ги окрвават веќе крвавите раце. Признале, прво ја ликвидираат Вања, некаде околу 10 часот наутро, ја закопуваат, а потоа го носат возилото за да го запалат. Ова се остатоците од автомобилот Citroen кои го користат монструмите кои што ќе ја грабнат и убијат 14-годишната Вања. Последните моменти од својот живот таа ќе ги помине врзана во багажникот од тој автомобил Citroen. Откако ќе ја ликвидираат возилото, го паркираат тука, го палат и бегаат. Според официјалните информации од истрагата, телото на 14-годишната Вања Ѓорчевска е закопано во близина на опожарениот автомобил, во полињата од атарот на селото Бразда кон спортскиот аеродром Стенковец.